Добре дојдовте. Во оваа анализа ќе погледнеме како може да се изгради сопствен асистент со вештачка интелигенција скроен по мерка, со помош на алатката позната како Google Gems. Сигурно ви е познато чувството. Стандардните чет-ботови се навистина мохни. Нема збор, ама честопати даваат генерички одговори. Едноставно не се дизајнирани за нечии специфични лични задачи. И тука се јавува фрустрацијата. Токму тука на сцена стапуваат Google Gems. Тие се всушност начин да се создаде сопствена, целосно прилагодена верзија на Gemini. Верзија која ќе работи, точно онака како што е зададено. Ајде да дефинираме, што е всушност еден Gem. Замислете го како личен модел на вештачка интелигенција. Модел кој е обучен и изграден со сопствени инструкции и податоци, за да извршува една многу специфична задача. Секако, и други платформи имаат слични алатки за прилагодување. Ама клучната разлика, и ова е навистина важно, лежи во податоците. Gems имаат способност да пристапат до живи, тековни податоци од целиот Google екосистем. Другите алатки од друга страна главно се потпираат на однапред вчитани фајлови. Тоа е огромна предност на која ќе се навратиме наскоро. Сега доаѓа најинтересното. Како всушност се гради еден Gem? Ке видите, процесот е изненадувачки едноставен за почеток. Да ги погледнеме основните чекори. Се почнува од менаџерот на Gems. Потребно е само да се кликне на нов Gem, да му се даде некакво име и да се напише една единствена, едноставна реченица која опишува што треба тој Gem да прави. И навистина, не мора да биде нешто комплицирано. Еве еден пример. Одговарај на имејлови со пријателски, но професионален тон. Толку. Сосема доволно за да се запали моторот, така да се каже. И сега, следува нешто што е навистина паметно. Gemini има вграден генератор на инструкции. Значи може да се почне со таа една едноставна идеја, да се кликне едно копче и системот сам ќе ја прошири во многу подетален, поструктуриран сет на инструкции. Тоа е како да имате асистент за правење асистент. Секако, за некои посложени, стручни задачи, потребни се и подетални инструкции. За среќа, постои одлична рамка што помага во тоа. Таа рамка се вика Roads. Секоја буква представува клучен дел од инструкцијата. Например, под R за улога, role, на вештачката интелигенција и се задава улога како експерт за едукација. Под O за цел, objective, и се кажува што треба да постигне. Потоа се додаваат детали, примери и стил. На овој начин, од генералист се создава вистински специјалист. А не застанува тука. Можно е дури и да се прикачат сопствени датотеки. Замислете, цел еден прирачник од 200 страници во PDF формат. На тој начин, Gemот добива специфична база на знаење од која може да учи и да црпи информации. Добро, значи имаме изградено Gem. Но, сега доаѓаме до оној дел што навистина издвојува од се друго на пазарот. Ова е карактеристиката што менува се. Тајната лежи во овозможувањето на така наречените екстензии. Со еден клик, Gemот добива безбеден пристап до сите други Google услуги што се користат. А тоа значи поврзување со Gmail, Google Drive, па дури и YouTube. Со други зборови, Gemјато може да работи со имејли, документи, табели, видеа, се, и тоа во реално време. И начинот на кој се прави ова е гениално едноставен. Со користење на знакот исто како кога се тагира некој. Например, може да се напише «Сумирај се во Google Docs» или «Резимирај ги сите имејлови од денес Gmail». И тој веднаш знае каде да бара. Значи, што е крајниот заклучок? Gems ја земаат генералната вештачка интелигенција и ја претвораат во нешто сосема друго. Во високо специјализиран личен асистент, кој е целосно интегриран во секојдневниот работен процес. А можностите? Па тие се практично бескрајни. Може да се создаде експерт за одговарање на имејли, асистент за пишување извештаи, па дури и помошник кој помага во комуникацијата со родителите, ако се работи за наставник. Од професионални алатки до сосема лични асистенти. На крајот, ова ја поместува вештачката интелигенција од категоријата на обична алатка во нешто многу повеќе, во вистински креативен партнер. И тоа остава само едно отворено прашање. Каков личен експерт би бил првиот што некој би го изградил?